Добро утро во економија на Слободен печат. Во овие утрински моменти со мене гостин е Хари Локвенец, директорот на јавното предпријатие Железници инфраструктура. Како што знаеме, железничкиот сообраќај се менаџира со две предпријатија, инфраструктура и транспорт. Во медиумите со години има еден наслов железницата на слеп колосек, пругата кон Бугарија, значи проблеми кои што и проекти за кои што со години слушаме. Меѓутоа, во овој момент многу се зборува за пругата од Скопје до Велес. Добро утро, господин Локвенец. За почеток би сакала да ве прашам токму за овој актуелен проблем. Што се случува на пругата? Дали е надмината состојбата да се вози 20 км на час, а ако не е надмината, кога ќе се надмине? Добро утро, Весна. Прво, благодарно за поканата да присуствувам во вашата почитувана емисија, меѓутоа во исто време и поздрав до вашите гледачи на Слободен печат. Прашањето е најактуелно и најакутно и ви благодарам за истото. Кога би ви одговорил како граѓанин, можам да ви кажам дека фрапантна е информацијата дека меѓу Скопје и Велес треба да се возите со воз со 20 км на час. Јас целосно се сложувам. Меѓутоа, јас морам да ви дадам одговор како директор, како водач на јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура, кој покрај обврската за организирање и градење на нови пруги, ја има и обврската за обезбедување на безбедноста и сигурноста во железничкиот сообраќај, што значи на македонските патници. После 10 години ние имавме прв пат машинско мерење на квалитетот на железничката пруга и врз база на иницијалните информации кои ги добија службите во железници, експертите, инженерите и останатиот кадар ме посоветува да дадеме телеграма за намалување на брзината на 20 км на час. Единствена е причината. Само грижењето за безбедноста и сигурноста на македонските патници во железничкиот сообраќај. И овде можам да кажам и нешто друго. За прв пат се соочуваме со вистината или се охрабруваме вистината да ја споделиме со македонската јавност. А вистината е дека не само во македонски железници, туку и во железниците во регионот, дури не ни само во железниците од Западен Балкан, туку и во земји членки на Европската Унија, имаме прагови стари по половина, можеби и повеќе од половина век. Над 50 години стари дрвени прагови. Сето тоа подразбира само по себе потреба од итна инвестиција, реконструкција, рехабилитација на пругата, која од една страна бара квалитетна работна сила внатре во компанијата, бара квалитетен машински парк и нормално буџетирање на истото за да може да се реализира. Пардон, одлично ви е прашањето зашто е интерес на јавноста до кога би била оваа брзина и кога може да се очекува истата да биде зголемена или вратена во нормала. Можам да ви информирам дека и во овој момент на неформални информации, зашто извештајот од мерната кола ние официјално се уште го немаме добиено, меѓутоа како од причина на пресретнување на можни проблеми и е оваа реакција на експертите од компанијата, во овој момент вработените на кои су ми имам огромна благодарност и би сакал вака јавно да изразам благодарност до истите, со целосна нивна посветеност и ангажман се работи на санирање на оние проблеми кои се помали и кои може директно да произведат ефект на враќање на старата, на проектираната брзина на таа делница. Значи во моментов се работи на истите, а од друга страна владата подготвува програма за поголема рехабилитација на пругите, посебно на коридорот 10, зашто е главна артерија за поврзување на егејските пристаништа со Централна Европа. Сепак не можеме да прецизираме до кога. Неблагодарно е. Јас можам да лицитирам. Слободно можам да лицитирам заради задоволување на моменталната радозналост.
нешто, да кажам вака... Значи, добар дел од пругата, зашто се обидуваме да ја работиме на секции. Не да биде затворена целата пруга, од Скопје до Велес, туку вие и самите спомнавте, Рајко Жизифов, Велес, можеби и дел од тој потек ќе биде побрзо саниран и пуштен со поголема брзина. Во секој случај неблагодарно е и не би сакал да се играм со трпението на македонската јавност. Друг начин не постои, освен така паралелно да се работи и полека да се движи возот, претпоставувам. Не постои друг начин и уште еднаш ви спомнувам, верувајте, сигнализацијата и телекомуникациите и квалитетот на пругата се основните критериуми кои влијаат врз безбедноста и сигурноста. Не би сакал, никако не би сакал да го ставиме во втор план ова прашање и цело време да се насочуваме само кон градбата на нови пруги, кој е главен фокус. На македонската јавност градбата на новите пруги е главен фокус, зашто скоро 30 години се поминати од почетокот на градба на таа фамозна пруга кон Република Бугарија и јас се надевам дека оваа генерација македонски граѓани ќе биде таа која ќе ја заврши градбата на таа пруга и ќе биде задоволна од истата. Сами спомнавте дека со пругата Скопје-Велес на некој начин јавно прозборевме или се соочивме со фактот во каква состојба се македонските пруги. Еве една ваша оценка, дали има и црни можеби точки на пругите кои што се воочени, кои што мора да се санираат? Црни точки нема. Значи, директно, заради тоа што црна точка подразбира точка со огромна закана кон безбедноста. Такви точки нема. Сите позиции со полош квалитет, брзината се намалува и строго се почитува од страна на машиновозачите и сите останати чинители во железничкиот сообраќај и се работи на корекција на истите. Значи, би сакал да повторам, по однос на квалитетот на пругата, ова директно кон македонската јавност, по однос на квалитетот на пругата, во овој момент немаме закана по безбедноста. Се сложувам дека решението е на прв поглед неприфатливо и неатрактивно за граѓанството, меѓутоа сепак, ако безбедноста и сигурноста ја ставиме на прво место, тогаш мора да реагираме вака. Дали има некој акцијски можеби план како ќе се делува и на другите делови од пругата или можеби веќе работите на некој друг дел освен овој? Гледајте, Весна, одржувањето на пругата е бескрајна приказна. Нема ни почеток ни крај. Тоа е нешто кое се случува катадневно и на кое мора да се посветува огромно внимание. Во интерес на македонската јавност, јас би сакал да ја споделам информацијата која е факт. Меѓутоа, мислам дека не е доволно комуницирана, дека за разлика од патниот сообраќај, каде државата има две компании, едната е за големите проекти и за новите градби, јавното предпријатие државни патишта, а другата е Македонија пат која е одговорна за одржување на патиштата во државата. Во железничкиот сообраќај, овие две содржини се во едно предпријатие. Македонски железници и инфраструктура е одговорно и за креирањето на нови проекти и реализацијата на нови пруги и за одржување на постоечките. Кога зборуваме веќе за новите пруги, би сакал да спомнам дека во моментов активни се проектите, дел од нив во подготовка, дел од нив во суштинска реализација, за дополнителни 153 километри македонски пруги, надополнети со постоечките 700 километри, значи ние работиме на 20% зголемување на должината на македонските пруги. За кои правци зборуваме сега? Генерално зборуваме после завршените 18 километри на пругата од Битола до Кременица, према границата со Република Грција, во овој момент зборуваме за 89 километри на источното крило на коридорот 8 кон Република Бугарија, од Куманово преку Бељаковце, Крива Паланка до самата граница и 63 километри. Всушност збирно 152, 63 километри потегот на пругата од Кичево преку Струга до границата со Република Албанија.
Кога зборуваме за инфраструктурни проекти, секогаш е прашањето нели и финансиите. Дали јавното предпријатие Железници на Северна Македонија инфраструктура има доволно пари за тековното одржување на инфраструктурата? Како е финансирањето? Финансирањето на одржувањето е строго од државниот буџет. И за тоа би кажал дека како што одржувањето е бескрајна приказна, така и средствата се никогаш доволни. Меѓутоа се обидуваме со паметно поставување на критериумите за приоритети. Како да ги трошиме и на кои позиции тие средства за одржување на пругите. Сметам дека до овој момент се обидуваме да излечиме максимум. Сигурно, со овој нов акцијски план, заради моменталната состојба и со поддршката на владата, меѓутоа и поддршката преку грант средства на Европската Унија, преку рамката за инвестиции на Западен Балкан, како инструмент на Европската Унија, ние би добиле поголем фонд на средства за да може да се финансираат овие проекти. Кога зборувам за европската помош, би сакал да ја информирам македонската јавност дека сме единствената држава која од предпристапните фондови добила 50% финансирање на инфраструктурните проекти, кој како релативна бројка е ненадмината од ниедна од другите држави кои се во иста позиција како ние. Што правиме во смисла, има ли можност некако да се приклучиме кон ова што сега се случува во Србија? Оние добија нели за железницата огромна поддршка од Европската Унија, огромна парична поддршка и веќе нели се разговара таму за некаква можност за приклучување и на Македонија, за да имаме брза пруга од горе па кон Грција. Дали има нешто најава? Весна, одлично е прашањето и јас само го допрев во претходниот одговор, не сакајќи директно да зборувам за соседите. Конкретните аргументи се следни. Дека Република Србија за градба на нова пруга доби 600 милиони евра помош од Европската Унија и како апсолутна бројка тоа е огромно. Ние, како држава, добивме 155 милиони евра, кое на прв поглед вака е помалку. Не релативно, вистина е помалку. Ама, како релативни бројки или како однос од вредноста на целиот проект. Нашите соседи добија 600 милиони евра како дел од проект вреден 2,2 милиарди евра или близу 27% грант средства од вкупната вредност, проектирана вредност на проектот. А ние, за третата делница на коридорот 8 кон Република Бугарија, од Крива Паланка до граница, добивме спомнатите 155 милиони евра од Western Balkan Investment Framework, рамката на Европска Унија, надополнети со претходните 61 милион евра грант средства од ИПА-2 програмата, вкупно 216 милиони евра за проект со проценета вредност од 405 милиони евра. Добивме над 50% грант средства за проектот кој треба да го реализираме. Ова зборува дека вреднувањето на македонските проекти во европските институции и низ европските ходници е многу големо и дека истото е помогнато со огромни средства од страна на Европската Унија, за која не само од лично име, од име на државата, изразувам неизмерна благодарност. Се уште имаме во таа финансиска конструкција доста пари да затвориме. Рековте 200 и... Да, важна е поддршката. Дали ќе успееме, прашањето ми е... За овој проект... За последната делница, нели, на За овој проект интерес за поддршка имаат изразено и Европската инвестициона банка и Европската банка за обнова и развој, и двете банки, да заеднички со поделба на вкупната сума го поддржат овој проект преку кредитирање, а и исто преку нив да се реализира оваа помош, грант помош, бакшиш помош, пари без пари од страна на Европската Унија за поддршка на овие проекти. И тоа е една од причините за оптимизмот и убеденоста со која зборуваме и ја комуницираме македонската јавност дека овие проекти конечно ќе бидат завршени.
Кога кажуваме конечно, како што кажавте, тешко е да се лицитира со датуми, меѓутоа сепак имате ли некоја представа еве кога може да се очекува пругата кон Бугарија и кон Грција? Пругата кон Бугари, јас се уште стојам на изјавата дадена пред 2 години, претходно координирана со моите бугарски колеги за завршување и на нивниот дел од работата, зашто село е кога има се. Ако ние ја завршиме работата, а тие не, имаме нефункционална пруга во целина. Проекцијата тогаш беше крајот на 2027 и сега ќе ви аргументирам зашто се уште остануваме на таа проекција. Првите 2 фази, од Куманово до Белјаковце и до Крива Паланка, ги работат конзорциумот Штрабак и компанијата Џулермак од Турција, покажуваат завиден прогрес според извештаите на надзорот кои ги имаме и очекуваме дека нивните рокови 24 месеци за првата фаза и 36 месеци за втората фаза ќе бидат испочитувани и ќе бидат завршени навреме. Третата фаза, која е најзахтевна, најголем предизвик заради тоа што има во 24 километри има 24 тунели и 51 мост и само по себе покажува дека е предизвик и од проектантски, и од логистички, и од изведбен, од градежен аспект. Проектната должина на изведба, проектираната должина на изведба е 4 години. Не само нашите планови, туку реално заради финалната фаза од подготовката на тендерската документација, реални се очекувањата дека во текот на мај ќе биде објавена тендерската процедура, постапка и дека до крајот на годината ќе имаме избран изведувач за третата фаза. Ако тоа подразбира дека почеток на 24-та ќе почне изградбата на третата фаза, во проектираниот 4 годишен период, значи дека до крајот на 2027 би ја имале завршено и третата фаза. Тоа е целосно компатибилно со предвидувањата и активностите на нашите бугарски колеги, чија проекција исто така е дека до крајот на 2027 година ќе го завршат својот дел од работата. А кон Грција што споменавте? Од една страна ми е драго да ви кажам дека ние целосно го завршивме нашиот дел од работата, целосно е функционална пругата до Кременица кон Лерин или Република Грција. Во исто време, гледајте, многу природна е врската на Прилеп и Битола со Солун и со целиот регион надолу. Ако ние во моментов зборуваме за 150 годишнина на македонски железници и дека 1873 година стигнал првиот воз во Македонија, тогаш информација и дека крајот на 19-тиот век пругата од Солун стигнала до Битола. Така да, природна е таа врска. Подоцна малку е направена и пругата до Прилеп, меѓу Прилеп и Битола, а некаде крајот на 30-тите години од минатиот век е поврзувањето помеѓу Велес и Прилеп преку Богомила. Комуникацијата со грчката страна ја имаме, уствари подобро би рекол, ја имавме. Ја имавме директна комуникација со тогашниот директор Патерас, чија позиција во моментов не би ја коментирал заради огромните проблеми со кои се соочуваат нашите пријатели од грчки железници и предпоставувам заради фокусот кој во овој момент на грчки железници и инфраструктура е поставен кон онај потек околу Лариса, јужно од Лариса, како би ги избегнале идните закани во нивниот железнички сообраќај. Покажана беше огромна волја од нивна страна за тие да го завршат својот дел од работата, за конечно да поминува возот преку границата и се надевам дека и покрај изместувањето на фокусот во моментов од оваа инвестиција за брзо време дека и таа ќе ја реализираат. И конечно ќе бидеме поврзани Прилеп Битола со Лерин и Солун. Иако вие сте директор на инфраструктура, железница, транспорт има свој директор, веројатно комуницирате или може би имате сознанија, дали летово нешто ќе има меѓународни возови, дали знаете? Во самото прашање
го спомнавте, се подразбира и одговорот. Вие зборувате за меѓународни возови. Нашата желба, и како на железници, и на нашите колеги од железници транспорт е час поскоро да се воспостават тие возови, меѓутоа меѓународниот фактор или регионалниот фактор подразбира и интерес и на другите железнички транспортни компании да се реализира еден таков транспорт, и јас очекувам дека таа координација би требало да се случи за многу брзо време, зашто и вие и јас со нашата возраст сме сведоци за квалитетот и убавината на патување со железницата и на сите оние доживување, буквално, во буквална смисла на зборот, доживување и задоволства кои сме ги доживеале, користејќи го истиот. Накусо само за крај, кои би биле главните проекти, иако ги спомнавте, меѓутоа главни накусо на кој се насочува инфраструктура во следниот период? Еден проект кој добро не го објаснив, може би го спомнав, меѓутоа не го дообјаснив, тоа е западното крило. И мој личен, меѓутоа и државен приоритет е поврзувањето на македонски железници со албански железници. Прво, заради искористување на огромниот потенцијал кој го има пристаништето во Драч. Во овој момент албанската држава инвестира, чинам, 4 милиарди евра во реконструкција, обновување, зголемување на пристаништето во Драч. Тоа не е само пристаништето во Драч, тоа подразбира и врска со Бари и Бриндизи во Италија. Целата таа роба, таа количина на роба и на добра која би се пренесувала преку пристаништето во Драч, и е потребна логистика. Најквалитетната, најбрзата, најефтината, па ако сакате дури и според Европската зелена агенда, логистика е железницата. Мораме да го фатиме овој момент од повеќе причини, меѓутоа и заради економски и финансиски причини, и според мене лично најважното, преку железницата да ја вратиме геостратешката важност на нашиот главен град Скопје како крстосница на двата исклучително важни коридори, коридорот 8 и коридорот 10. Поврзувањето на трите мориња од Јадранското, всушност Средоземноморскиот регион до Црноморскиот регион и долу пак од Егејско море до Централна Европа е всушност стратешката важност, не е ни регионална, тоа е веќе европска и светска важност, заради тоа што станува збор за исклучително важни, светски важни региони. Има нешто започнато на темата железница Македонија и Албанија? Да, значи проектот е готов, имаме готов проект, во овој момент не сакајќи да повториме не грешки, туку да повториме недостатоци кои ги имало во процедурата, се обидуваме да ги пресретниме проблемите за да го забрзаме процесот. Знаете како, мислам дека трошењето на многу време и енергија во подготвителниот период дава огромна супериорност во реализацијата на самите проекти. Така да, го работиме на подготовка на целата документација, го имаме дизајнот, меѓутоа пропратната документација е исклучително важна, зашто по основ на барањата на законите кои ги имаме, и очекувам дека за многу брзо време. Не би сакал да лицитирам, верувајте, го имам, онака баш на врв на јазик ми стои да ви кажам, зашто ја имаме и стратегијата и визијата како сето тоа би се реализирало, али не би го споделувал за да не излези дека едноставно сакаме да се играме со јавноста, која апсолутно не ни е цел. Директоре, ви благодарам што утро бевте со нас во студиото и што споделите толку важни информации, па ве очекувам наредниот пат со конкретен некој датум. И честа и задоволството беше моје, ви благодарам.